Министерството за внатрешни работи се соочува со сериозен проблем и застој во издавање на лични документи, а особено на патните исправи, и ова е состојба која е последица на несовесно работење од минатото, но и воедно отвара сомнежи за прекрашување на законски процедури и норми. Впрочем, се работи за свесно или несвесно за обиколување на законски утврдените процедури, кои отстапки пак само го потврдуваат недомачинското и непланско работење во Министерството од страна на Оливер Спасовски, со што се предизвикани негативни фискални импликации на буџетот на Министерството за внатрешни работи. По-конкретно, постојат индиции подкрепени со материјални докази кои велат дека се спроведувале постапки спротивно на законот и за истите се склучувале договори. Во тек на постапка за јавна набавка се менувале членови на комисии. Се склучувале рамковни спогодби и скоро секогаш се излегувало надвор од предвидената финансиска рамка. Се воделе тендерски постапки без претходно да биде изготвена соодветна техничка спецификација за истото. Се вршела набавка на хардвер, за кој пак не се набавувал соодветен софтвер и така натаму. Но она што е најважно за граѓаните, она што требало да биде финален производ, а тоа е нарачката и испораката на образците не е направена, и тоа е главната причина што денес се соочуваме со сериозен недостаток на образци за лични документи. И покрај тоа што самото Министерство сметало дека проблемот со набавката на образци за лични документи се решава со склучување на договор со време трајање од 5 или 10 години, до денешен ден тој договор не е воопшто склучен, а во меѓувреме се склучувале анекси на договори и се вршило исплаќање пред испораката од 7.209.963 евра со анексот со кој се склучува во 2017 година вредноста на претходно склучената рамковна спогодба од оваа сума се зголемува на фамозни 12.898.523 евра. Поради постоење на индиции кои се подкрепени со факти и аргументи дека од страна на одговорни лица во МВР е злоупотребена службена положба, со целокупната поиспена кореспонденција и материјални докази е известено јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција за нивна натамошна надлежност и постапување. При тоа, доколку се потврдат сомнежите, работење против кој ќе биде покренат обвинителен акт, ќе бидат преземени соодветни мерки, односно спроведени дисциплински постапки согласно колективниот договор на Министерството. Истовремено сакам да ги информирам граѓаните дека со цел надминување на недостатокот во издавање на лични карти и возачки дозволи, пролонгирано е работното време на службите во Оделението за управни работи Скопје и дисперзираните канцеларии Беко и Ѓорче Петров, така да ќе работат сменски во 2 смени од 7:30 до 15:30 и од 13 часот до 21:30 часот, вклучително и сабота, се до одржувањето на парламентарните избори.